Денес е 8 март. 8 март за мене е многу голем празник. Не од аспект на оној кој, можеби како македонци сме навикнати да го празнуваме. 8 март значи еманципација на жената. 8 март значи јас да можам да го правам сето ова што го правам денес. 8 март значи дека јас можам да ги живеам моите соништа, да бидам вработена жена, да работам тоа што го сакам и колку што сакам, да можам да бидам мајка и да можам да изберам да ги направам сите избори за себе денес. За да стигнеме до таму, многу жени и многу активисти и многу феминистки придонеле за ние денес да ги имаме сите права и слободи. Тоа е тоа што треба денеска да го празнуваме. Многу сум голем противник на буке цвеќе и жркава кафана на овој ден, но сметам дека овој ден треба да го искористите за вашите најмили, да ги научите сите ваши машки деца да ги направите во најголемите феминисти, заради тоа што воспитувајќи ги синовите дека девојчињата или жените имаат еднакви права, ќе придонесете да имаме поеднаков свет и сите ние да си ги исполниме желбите. Впрочем, го имаме сето тоа како човеково право, бидејќи еднакви сме дојдени на оваа земја. Денеска јас ви подготвив едно многу убаво изненадување. Сигурна сум дека сите го знаете, оној феноменален засипнат глас кој нуди различни емоции, посебно додека го гледате во различни улоги. Денеска во мојата емисија гостина Марин Бабич. Марин Бабич е татко на мојата продуцентка Маја. Јас и Маја имаме многу интересна приказна, но она што не поврзува е тоа што цел живот се бориме женски. Нема да кажам машки, заради тоа што сметам дека ни еден маж не може да издржи онолку колку што една жена може. Тоа што сме јас и Маја борци, ни се споија патиштата на некој чудесен начин и производот денес е она што имате во вашите домови, односно емисијата Готвиме со Маја. Марин Бабич е одговорен што Маја е такава како што е, а денеска јас се надевам дека ќе ги разубави минутите во вашите домови и ќе ни понуди една поинаква програма, секако со неговите исклучителни готвачки вештини. Марин Бабич е исклучителен готвач и она што е ретко за него, имал емисија за готвење на радио. Едва чекам да слушнам што тоа значи и како изгледа, верувам дека било феноменално да се слуша, посебно со тој фоничен глас. Јас ке наточам вино додека да го причекам како што треба, како што тоа го правеле еснафите. Мислам дека е на врата. Добро дојдовте, господин Марин Бабич. Добро Тестирани, најдовме. позитивни. Тестирани. Ствари негативни, тоа е најбитно во моментот да видиш Негативна? Негативна. Негативец. Да се Добре дојдовте. Добре најдов. Ако може одма да се договориме на ти да не си викаме, туку да си тикаме. Договорено. На здравје. За многу години да ни е денот. Не го признавам ја овој ден. А зошто не го признаваш овој ден? Затоа што сакам на 29 март да им честитам среќен празник на жените. Апсолутно да, меѓутоа овој ден значи дека многу луѓе го одбележуваме заради тоа што многобројните права кои сме ги добиле, а уште ги немаме, нели? Треба некако да се потсетиме на целата таа борба. Знаеш што, Маја, ако јас сакам жените да ги сакам секој ден. Апсолутно. А не само на 8 март и да им купувам цвеќе на 8 март. Феминисти, Марин Бабич или не? Ако е љубител на жени, феминист, да, феминист сум. Марин Бабич во Готвиме со Маја. Денеска ќе ги презентираме твоите готвачки вештини. Од она што јас го знам за тебе, а знам многу. Добро. Секогаш кога разговараме со Маја е татко ми најдобро ја прави турлитавата, ова не е баш како што треба, твојава некако чудна ми е, Марин како ја прави, па потоа беше огнен, па кажа за твојот познат ширден, јас замисли не знам што е тоа. Вчера ме праша еден мој многу близок другар, кога му кажав дека ќе гостувам кај тебе, и ме праша, вика, ширден ли ќе правиш? Јас реков не. Зошто? Затоа што тајните како се прави ширденот не се издаваат. Денес ми порача свинско месо. Јас порачав од пакет МК, имаат месара каде што онлайн во овие времиња може да си порачаш и ми порача свинско месо, го носат вака убаво завакуумирано, дали е добро, само провери го и да ни кажеш што ќе ни подготвиш денеска. Денеска јас одмарам, така? Па вака, свинска торта.
Свинска торта. Ова е нешто твое оригинално, нешто што го правиш, нешто пошто си познат. Па не, има малку сум украл од французите за овој рецепт, меѓутоа јас си го модификував тој си го направив торта. Значи дали треба нешто од мене, јас ќе се повлечам од таа страна, ќе ти го препуштам пултот, ми побара лук. Ми треба нож. Остар нож. Или сакаш да го наостриме? Не, може и се едно, добро, лук ми треба. Добра. И почињаме прво со Ајде да лукот. си ги смениме местото, јас од тука ќе стојам и Го сецкаме лукот на половинки. да го отвориме месото, да го разгледаш парчето како е, дали ти се допаѓа. Го видов. Да, добра. Емисија за готвење на радио. Како тоа изгледа? По тоа што слушам, јас веројатно сум била многу мала за тоа да го видам во. Да, тоа е Бони. И Бони е многу голем љубител на месо, се надевам дека не ти пречи, Бони. Изненаден. Не, нека седи. Јас сум си познат кучкар, љубител на кучиња, нивни заштитник сум. Дали поседуваш куче? Да. Стварно, како се вика кото е? Мајло. Мајло. Не го знаеш Мајло? Не го знам Мајло. Главната звезда на кисела вода и на пиле. Стварно. Па да. Голема мало куче. Јас сум љубител на големи кучиња. Пинч, ова е... Нема, не. Сега одма ти на глучесот мислиш. А како е? Голем пинч. Аха. Сигурно и со карактер Оригиналниот специфичен. пинч. Оригиналниот пинч. Ја преферирам од месо, независно дали е свинско, јунешко, јагнешко, преферирам плешка или врат. Апсолутно исто. Сега, ова парче го шпикуваме со лукче. Ќе го полниме целосно со лук. Па, колку што собира. Ќе се прави џепче и се става парченце Џепче се лук. става и се става парченцето. Ќе ми кажеш за емисијата на радио за готвење, како тоа изгледа? Сношти нема да ми веруваш, овако бидејќи овие денови, за жал, полошо е актуелен Ѓорѓе Балашевиќ. За жал, да. Шпица на емисијата ми беше, ал се нека добро јело Да. баш. И беше, не знам од кај дојде таа идеја на Радио Равел, некогашно Радио Равел, познато. Од кај ми дојде таа идеја? Рецепти. Како тоа изгледаше, кажи ми? Значи ти сидиш пред радио, имаш микрофон пред тебе, читаш рецепт, коментираш, Не, го објаснуваш процесот на готвење Не, или мојата- тоа беше полно не. со ентертејмент или Мојата идеја беше да кажувам рецепти. си ги читаш со твој глас? Да си ги кажувам рецепти. Не читам веќе никош на микрофон. Си ги кажувам рецепти. Си ги кажуваш, добро. И подготвен се да ги кажам. И во првата емисија кажав 2-3 рецепти. Наредната сабота веќе подготвив повеќе, бидејќи сватив дека ми се малку 2-3 рецепти во емисија од 3 часа. И тамам се подготвив едно 6-7 рецепти да кажам. Немав шанса ни еден рецепт да кажам. Зошто? Од слушателки. И по некој слушател залутан се јавуваше таму. Имав многу слушатели, слушателки најмногу, кои што доаѓа, дури и доаѓа и ми носе јадење. Во радио. Мене никој не ми носи, само слики ми пуштаат во инбокс, изгледа различно време. Сама инбоксот ми е полн со слики. Маја, готвиш тука, срами ме на луѓето да ти донесат нешто, бидејќи сето она што го следиш, бидејќи јас сум твој фан. Ти благодарам, многу ми значи. Тоа што го подготуваш, и ми е страф на луѓето ти донесат нивно јадење. Исто така знам, Огнен ми кажа дека во вашата фамилија исклучиво мажите готват. Како тие жени ја стекнаа таа привилегија? Иако јас сметам дека сум привилегирана што готвам, бидејќи готвам по избор. Па вие ти кажам, бидејќи нема многу верба во жените, сам си готвам. Стварно? Да. Добро. И вагани во кујна не давам никој да ми мие.
Јас давам. Ич Не. не сакам да мијам. Не. Вака наискрено. Не, да ти кажам. јас си мијам вагањи, пошто не ми текне на македонски тањир, како се вика. Чини. Чини. Да се вратиме на Ала, готвењето. Јас мислам како што сме Да. на вечи и двајцата дека емисијата ќе направиме 3 часа, Не, значи во два ова дела. ми кажа дека ќе готвиш во земјена тава, ја направив една глупост. Да Ти ја чујам. уклучи вредната од напред, ќе отворам да се излади, затоа што Добро. земјената тава ќе ти испука во Добро. нели ако ја ставиме во. Значи ми треба, кога веќе Земјина. беше таму, донеси ја земјина да таа. Добро, пак ќе отидам. Пак ќе отидам, не е никаков Да проблем. видиме практично. Да. Значи ова го ставаме во земјина тава. Масло нешто не ставаме претходно? Ако е маслото брилјант, да. Апсолутно. Целата кујна само брилјант. Сончогледово, маслиново, како ти е по рецепт? Традиционално Сончогледово. сончогледово. Ништо работиш во периодов? Нешто ново? Дафинка имаме ли? Имаме и дафинка. Повели? Во момент, Лажичка имаш тамо страната, ако сакаш. во моментов преживувам. Се дружам со прв другар ми е Мајло Аха. и имам 4 позиции на живење. Едното е пиење кафе на Сабајле, второто е шетање на Мајло, третото е легнување, да си легнам, да си гледам на лаптоп серии филмови, па потоа да ручам. Во меѓувреме ручекот се прави, ставен Секој ден готвиш? Па, да, Секој ден. секој ден. Браво. Баш ми е, Секој ден. многу ми е драго што слушам дека Ова малку се размачкува. Сето тоа. Овако. И се става во рерна да се пече и што е многу битно, на секој 15-20 минути се превртува месото. значи на секој колку часа тука имаме отприлика килограм и половина, 2. Па се би требало за 2-2,5 часа да биде Да биде готово на температура 200. 200. Го ставаме со капак, без капак. Без капак. Без капак, без фолија, без ништо, оди на 200, на секој Иако- 15 минути се Иако превртува. кога веќе имаме капак, можеме капакот да го ставиме. Ќе го задржи повеќе И може. еве рековме со капак. Оди во рерна и Оди. следно што ќе подготвуваме? Седно ќе на без леп не се јаде ова. Македонски. По македонски со лепче. Со лепче. Апсолутно. Ќе ти помогнам во рерна да го ставам. Стави го во рерна. Па И следно подход. работи и ти нешто. Па добро, малку и јас да. Овако. Знаеш дека јас не сум мислам, во кога- суштина- Ова кога ме праша во контекст на јадењето ме прашаш уште нешто? Не, мислев дали нешто треба да ти подготвам, да ти донесам. Ова сега се пече и после тоа знам дека треба да се направи некаков сос со кој ќе го прелиеме. Ми требаат печурки, павлака, Добре. розмарин. И толку. Значи, одиме сега со преливот. Прво преливот ќе го торта. правиме, добро. Печурките ги сецкаме, а додека ние ги сецкаме печурките, јас ќе ти предложам да ми помогнеш со лукот. Добро, треба да го што да направам да го... Аха, да го изгмечам. Измеси Добро. го лукот, и дека јас не знам со тоа да гмечам. Многу едноставно, ќе ти покажам. Во чинија да го префрлам од кога ќе... Кај сакаш? Добро, го, мислам, ја мешаме или што преме? Ништо. Ти, Аха, ти јас само да си го... Не мислев кај да ги Ти ставам. само јас да го исецкам овако. Ќе ми кажеш сега што е ново? Од сериозен аспект. Знам дека има нешто ново. А новото е морам да кажам по идеја на еден мој многу драг другар. Кој што со години бараше од мене да снимам CD со поезија. Поезија.
поезија, Мари. И На вистина, CD со поезија снимаш? да, и со Александар Митовски седнавме во студио. Јас се одлучив за стиховите на Огнен Неделковски. Со тие стихови да направиме едно CD. Пошто ни беше интересно, бидејќи Огнен пишува песни само за музика, за пеење. Јас го прашав како би изгледало. Ке ме почасти со малку поезија? Да не почасти сите денеска со малку поезија? Ќе ве почестам, кој ќе ми дојде. И влеговме во студија, го снимивме CD-то, снимено е CD-то, насловено како Бебули 2, бидејќи има и Бебули 1, кој што слушателите можат да го слушаат на YouTube. CD-то е готовост, подготвено, со сите марифети. Родена си да се родиш на мојот љубовен и прв и последен, и јас те именувам моја. До тој ден те прижелкувам по севезден и дните по стопати до прекапнување ги броја. I love you. Ich liebe dich. Ја те бја љубљу, je t'adore. Како ли уште треба да речам дека те љубам? Колку е збунет овој недовршен стих пред една чуденка, пред молкот на саканата. Зборот го болувам, болот го зборувам, не го преболувам, не го прегорувам. И ќе ме сотрат, еден ден чинам, или убавите жени, или лошите вина. Много ти благодарам. Ова е Гане Тодоровски и тоа е од Бебули 1. Проекти на моите концертни настапи кои што ги имам во последниве години. Секогаш ми е конјак нумера таа и многу луѓе по тоа ме препознаваат. Мислам дека треба да се вратиме и малку да им кажеме на гледачите што си готвиме и што си правиме преска. Иако мислам дека ако муабетов трне дека можеме баш до ноќна емисија да искереме. Веројатно гледачите гледаат дека јас во моментов сечам печурки кои ги подготвив, а ти можеш да ги ставиш во тенџерето. Добро, не ме карај, значи не ме карај, ја да одма, еве виднаш, значи Вивијан стави овако. Колку доволно, повеќе? Доволно. Добро. Капак ми треба или не? Не. Не. Не ми треба капак. Добро. Малку нека се вклучи го тоа. Да, вклучено е. Малку Овие нека се се загрее, нека нови се... плотни на гурење и се многу практични, многу... Јас првпат готвам на плин во емисијава и мислам дека нова димензија открив на готвењето со готвењето на плин. Мислиш дека тоа побрзо оди? Побрзо и храната има еден повпечатлив вкус. Јас ја гледам разликата, не знам, пошто јас не сум јадач, не знам дали знаеш за пошто ако ме гледаш јас не сум јадач, јас само сакам да хранам луѓе. И готвењето ми е така еден исто креативен израз. Може би не сум уметник, никогаш не станав некој. Па види, многу често луѓето може да се хранат и со молчење. Со нас двајца тука. Мислам дека маслото е веќе стоплено, ги ставаме печурките внатре или лукот прво? Ставај ги печурките. Добро. Нека се динстат. Имаме цела кутија, значи печурки. Да, едно пакување печурки. Цело. Имаш лајца и имаш ети. Дрвена лајца. Лајца, од кога го не ослушав тоа. Промешувај ги. Пајнчи и лајца. Глумците пеат, ки ми раскажеш за глумците пеат. Таа беше една од мојата најомилени манифестации. Не знам дали некогаш ќе се направи нешто слично и нешто со тој квалитет и нешто од тој размер и со таква емоција и во еден здив да се доживее, да се изгледа. Знам дека е твој проект и знам дека
Баш беше бренд на таа манифестација, која се многу мала кога тоа се случуваше, ма буквално со нетрпение би ја очекувавме. Јас знам дека почнавме сосема случајно, пошто прекуглаа ни беше од нашиот народ македонски, кој што постојано го респектира и почитува туѓото, никогаш своето. И стално ми вика, бе, гледа српски глумци растураат, пеат, прават ово. И јас еден ден одејќи на представа, близко ми беше драмски театар, пешки одев. И размислував, бидејќи тогаш на излегување, баш имаше некоја емисија на телевизија, кај што глумците на Ателје 212 ги забавуваат гостите во една кафеа, српска кафана, секој Може само солта да ми ја додадеш за да искушти водата печурките? Сол. Сол да не може сол, дафинка. Јас се извинувам. Дафинка. А, дафинка. Добра. Дафинка. Колку дафинка? Јас од доко ставам. А ти мериш? Не, јас од око ставам. Значи баш дарежливо една лажица, 1,5. Значи 1,5 лажица дафинка. И ми текна дека зашо ние да не им покажеме дека знаеме да пееме. Ма не беше тоа песна, тоа беше... И влегувам во драмски театар и му викам на со Дац бевме во иста гримјорна, Драган Спасов. И му викам, Дац, имам идеја. Што е идеја? Викам, вака и вака, бе, да се качиме на сцена да пееме глумци. Леле, вика, татко ми, свака ти час, пошто така ми викаше Дац. Свака ти час, вика, супер, глумците пеат. И он беше кумот на манифестацијата. И тргнавме со една страшен ентузијазам да тоа го правиме. И го направивме и првиот беше Дади, Бог да го прости. Стари Пиер го пееше. И сите позади сцена седиме, извадени од памет. Леле, 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 и кога пукна аплауз. Вриштање у зала. И така почнавме без везе, условно речено без везе, за после тоа да тргне манифестацијата и да стане сериозна. Јас да знае дека ќе биде толку сериозна манифестација, никош не може да ја почне. Да се вратиме на готвењето сега и... го додаваме лукот. Лукче? Ставивме баш главица лук, така? Па ставивме... Се надевам дека те враќам на убави моменти. 6-7... Па понекогаш тажно се чувствувам кога ќе ми текне зошто пропаднаа глумците пеат. Одма ќе кажам по моја вина. Пропаднаа. И тоа не можам да си го простам, меѓутоа тоа е факт дека е така. Добро. Ставивме 6-7 чешниња лук. Сега го ја даваме павлаката. Тука имам околу 500 грама павлака, мислам Да, дека. мислам две малечки пакувања околу пакувања. 250 грама. Нели кад марав денес, нели мажите во ваша фамилија готват? Мажите готват, мажите готват. Меѓутоа сега се нашол асистент, за да не те навредам, ти давам малку и ти да се повнимаваш. Апсолутно. Добро. Знаеш ли што правам јас за 8 март со моите деца, пошто сакам цел време да ги воспитувам феминистички и она што сакав да го научат од 8 март е дека секоја жена може да избере каква сака професија и кога ќе ме прашаат што сакаш, јас бараш мишевна. Или сакам бормашина. И секоја година со син ми одевме во некоја од маркетите за... Зашто јас користам, не знам дали знаеш тоа за мене, дека јас бушам, штрафам, фарбам, ковам, да. Што не кажеш такви работи? Еве, апсолутно уживам во све што... Мене кога ќе ми треба Да. бушилица дома, те викам. Да. Еве прашаа Маја кога викна ролетни не намести. Рузмарин. Розмарин колку ти треба? Имам свеж, Од кај да знам? гранче 2, А? гранче 2. Едно гранче да стане. Измијам? Зашто да го миеш? Па, не знам, можеби прашина некоја. Па шо бе? Ќе изгори прашината? на Имунитет, како беше тоа во Македонија? Имунитет. Повели? Сега ќе дојде пролет, па ќе имаме зачини, ќе имаме мириси, вкусови. Ете и рузмарин ставивме. Добро. И сега тоа е при крај виш. Кратко само се, веројатно се проварува и треба да се добие сос.
ставивме дафинка, ставивме печорки, лук и рузмарин. Толку Так. бибер. Јас не користам бибер, меѓутоа не е на одмет. Како можеш бибер да не користиш, а себе си готваш да се нарекаш? Па не користам. Еве, јас ке ставам сега бибер за да ставам нешто различно у манџата. Од кај е биберот чифјеш? Витаминка секако. Стави. Ако е од витаминка може. Па ќе ми кажеш дали ваков сос без Тури уште малку. ваков сос без бибер, мислам дека не оди. Ај не претерувај се доста. Да го исклучам? Чекај. Уште малку. Ајде, чекам. Нека Ајде, се- твоја си ја види. Нека се згусне малку, Добра. малку густина да добие. На потивко, на погрна. Не, добро си е. И следно што ќе направиме е еден рецепт на Маја. Ау, да бе, леп треба да правиме. Лев треба да правиме. Ајде. Давај путерот. Сега ќе правиме леп. Лев. Леп ќе правиме сега. Кажи ми, кога готвиш, што сакаш најмногу да готвиш? Месар си или мезе? Па, месар сум. Месар сум. Кој чисти Маја вика после Марин во готвење дома се реновира, стварно или? Пошто сме исти. И за мене истото го вика тука. Па не, сад ми вадат ифтири, Аха. иако има точен дел, во тоа. Ти да дојдеш сега дома да видиш зидот од шпоретот, Аха. е целиот со флеки и еднаш неделно го проаѓам со средство и си го чистам. Еднаш неделно. А што му се случи? Или плочка по плочка ги чистам. Што му се случи? Па, например- Ја му се случи. И ја му се случи, гледам цвекло кога сум варел, Аха. флеки од Цело цвекло. неделно мени. Цело неделно Цело мени. неделно мени е тука. Бидејќи сум голем љубител на цвекло, а не го сакам онаку печкото цвекло, бидејќи често пати знае да биде несварено, знае да биде неподготвено. А си подготвуваш сам баш во тегла? Си варам цвекло и го мешам со, му ставам ким и лук. Натре, оцет и зејтин. Ким и лук, ким. Ким и лук. му Навистина. ставам. Ќе ми го подадеш лукчето? Еве ти го лукчето. И имам строги инструкции да ставам доволно сол. Доволно сол, мислам дека е една лажичка вака цела. Уште малце. Да притурам? Притри, уште малце. Добро, Добро. да не претеруваме. Макдоналдсот кај ти е? Макдоносот е тука пред тебе. Очи ќе ми истера. Да. И се ова треба Знам да... дека Маја лукот го толчи во толчник со сол и прави како паста. Ама ние денески си направиме сами како што сакаме. Како така? што сакаме, Да. Маја ништо не ни може. Ништо не ни може. Инаку ти кажам, јас твоето појавување во емисијата Готвиме со Маја го доживеав како превара. Навистина, зашто? Да. Зашто? Затоа што Маја ми кажа, подготвува емисија Готвиме со Маја. Добро. И јас мислам Ти викаш Маја ќе да го- ќерка ми. И сега целиот тремосан, целиот бунет, 7 во 19:30 на 24. Ако и гледа емисијата, и најнаш се појавува една дама и вика: "Добро вечер, јас сум Маја." Тогаш мене ми светна, викам дека ќерка ми не ме информираше. Се, туку ми напе една чиста превара ми Ти напе. или јас ќе го сечеме? Ти. Јас. Значи ставаме цела китка Макдонос и она што направивме претходно го смрзнавме лебот на кришки, мора да биде смрзнат лебот и во путарот. Не мора да биде смрзнат, али за поедноставно да биде, Не, јас мислам дека мора да биде смрзнат за да му се спротистави на топлината на... не мора. Не мора? Добро. Не мора се да- мешам бабичи. Не мора да биде Ваша смрзнат, рецептот? меѓутоа по линија на помал отпор, полесно се мачка, полесно се овако и се става Па добро, треба да биде лесно тоа значи. да се олесни. До сега ја и ручек ќе направев со ова дека ти сецкаш лук. Така, Што е така. ова ситно сецкање толку? Ставаме во... Мислам дека ни е мало чинивчето.
Ќе се снајдеме. Ке се снајдеме. Дома сме. Добро сме. Се допаѓа мојот амбиент тука? Супер да ти кажам. Јас сум прв пат на телевизија, прво искуство ми е и така цело време сум во трема и денес бе во трема што ќе застанам ете така до еден професионалец, ама се снајдовме веројатно Стига. на ниво на алапача. Нема да се снајдеш. Ќе ги измачкаме, значи го измешавме Макдоналдсот и сега ќе ти дам и тебе едно ноже за да го Не, забрзам. не. Добро. Не. Уживам да те гледам. Уживам да те гледам. Значи по инструкции на Маја треба да ги намачкаме лепчињата од двете Од страни. двете страни. Убаво. Без вез. Јас од една страна само ги мачкав, ама Маја која ќе каже, тој е закон. Да, па апсолутно. Нема тука... Па добро, издржани работи, кажува, мораш да признаеш. Издржани работи. Не кажува. признавам. Не признавам. Не признавам ништо. Ќе ги измачкаме ливот и на крај ќе додаме со сите работи кои ги подготвивме. Да, па готово више. Значи, само да им објаснам што ќе направиме, ќе ги ставиме сите кришки, ќе ги залепиме, потоа убаво ќе ги превиткаме со фолија. Да изгледаат као цел леп. Како цел леп и потоа ги замотуваме во фолија и со се фолија печеме, така? И после варијантата, демек, шо фино лебов док се печеше, сам се исече. Се гледаме за кратко со сите рецепти. Ајде. Па добро, мирисов ни ли е баш? Епа се. Тоа е тоа. Ова. Тоа е тоа. Подпечанка од горе, малце така крцкава, да. Па не мораш да се криеш, не ти го земам. Преубаво. Јас ќе го сервирам, Ова одамна не сум го правил. да, да не е твој рецептот. Не, ова е рецепт на Маја. Аха. Одамна не сум го правил. Али сега ќе би стане дел од мојата кујна. Дефинитивно. Па секогаш е во едноставноста се, мислам дека највкусните и најубавите рецепти. Еве да им ветер на тие што често доаѓаат кај мене дома на ручек, дека следниот пат ќе го имаат ова за јадење. Јас ќе го сервирам, за да го покажеме на гледачите. И ќе ти се заблагодарам многу за денес. Уживав додека ја снимам емисијата и ќе повториме само што направивме. Испековме, шпикувавме свинско со лукче, го испековме 2,5 часа, го исековме на кришки и го прикривме со убавиот сос што го направивме и направивме торта. Торта, солена торта. Солена торта. И лепчето, Лепчето, путерчето, лукчето, Макдоналдсот, тоа е тоа, за совинце, солце. Ај, да сме живи и здрави. Многу ти благодарам што ми беше денеска гостин. биди јас ти, иако е непотистичка приказката, денеска непотизмот е многу популарен во нашава држава. Не се сложувам. Искрено да ти кажам, беше моја идејата кога сме разговарале со Маја, нели кога си ги раскажуваме сите, не знам, животни приказни ситуации и кога разговаравме, уствари тргна од поезијата моабетот. Замисли, вика, тоа беше пред 3 месеци и вика, многу сакам поезија, читам и сакам да ми читаат и сакам да слушам и вика, замисли за 8 март да го викнеме Мари и на гледачките да им рецитира поезија. Јас ќе те замолам за крај да не почести со уште една и така да ја завршиме емисијата. Па еве нека биде тоа најавната номера од Бебули 1. Напишани се специјално за мене. Стиховите ги напиша Виолета Вики Авларова. Бевме комши во Капиштец. И така иначе немаше да напише. И се вика песната Бебули, како што се вика и проектот Бебули. Те молам слушни ме.
Да. Токму овај миг, кога некој некого сака, кога денот ја изневерува ноќта, кога сонцето заминува кришом како изморен љубовник и кога се е тивко познато или видено. Милиарда луѓе на оваа планета копнеат и молат среќни страдалници како мене со срца скинати од зборои и живеат само миг на надеж. Миг долго една песна во едно невреме на љубов и доверба и кога бебули сум неизлечиво болен и кога тагувам и само тагувам. Ето всё. Да сме живи и здрави. Да сте живи и здрави. Вие ви благодарам. Баш се чувствував убаво и пријатно. Ви благодарам денеска што бевте со нас, му благодарам на Марин што не почести со присуството, за прекрасната поезија која за секогаш ќе ја носам како и ќе си мислам дека е намената за мене и беше уникатно на мене денеска посветена. А вие останете ми добро. Гледате не секој ден во 19:30, каде со помош на нашите пријатели Витаминка, Пакет МК, Карес и Горење, секако облечена од бебел, ќе бидам во вашите домови и ќе креираме нови идеи и рецепти. Марин, да сме живи и здрави. Да сме живи и здрави. За многу години денот. Убави дами, да сте живи и здрави. Па да се видиме на 29 март и да си честитаме празник. Секој е добро. Ајде уште еднаш.